Председател, парламент, а сега и целосна доминација на локално ниво. Народот и даде на власта на ВМРО-ДПМН целосно одврзани раце да ги спроведе политиките за кои се залага, од економијата, инфраструктурата, локалните политики, па се до односите со Европската унија, но и непопусливоста во однос на оцените од Бугарија. Премиерот Мицкоски сега пред себе има речиси бришан простор да го спроведе тоа за кое се залага. Сега има одврзани раце во целост да покаже перформанси, а народот бара ред и поредок. Надежта и очекувањата кон ВМРО се огромни. Во 2026 јас очекувам државата да почне да владее право и правна држава и да биде едно огромно градилиште. Но таму каде што има злоупотреби и да се отстрани и да се руши и да се санкционира и судски да се процесуира. Искоренување на корупцијата од сите општествени сфери, функционално судство на кое народот ќе му верува, локалните проблеми во населените места, раст на економијата и животниот стандард, влез во ЕУ, како и решавање на проблемот со Софија, без Македонија да прави отстапки. Власта на ВМРО-ДПМН има полни раце работа во сите сфери, но затоа пак ја има и целосната моќ за да може да сработи. Но апсолутна моќ значи апсолутна одговорност. Целосната контрола врз системот значи големи искушенија за поединци да го злоупотребат. Поради тоа, институциите за штитните контролни механизми во државата ќе бидат ставени на сериозен тест. Политичкиот аналитичар Ристевски нагласува дека вклученоста на локалното население, невладините организации и медиумите во процесите на локалната власт е клучна за квалитетна и транспарентна локална самоуправа. Јас апелирам пример за промена најголем дел од седниците на советите во општините да бидат јавни, дел се, дел не се, да бидат јавни и да се дозволи и присуство и влијание и на локалното население, се со цел за да имаме пофункционална локална власт и подобар квалитет на живот. Според експертите, потребно е да се задржи рамнотежа меѓу централната и локалната власт, како и да се охрабрат сите демократски процеси што овозможуваат јавноста да има увид во одлуките и трошењето на буџетските средства. Според Ристевски пак, демократскиот капацитет на едно општество не се мери само со бројот на освоени општини, туку со тоа колку институциите функционираат независно и во интерес на сите граѓани. Следниот период ќе биде клучен тест не само за власта, туку и за зрелоста на целото општество.